Освен примањето представки и нивно решавање, Комисијата за заштита и спречување дискриминација смета дека многу важна работа е анимирањето на граѓаните за тоа што значи концептот на антидискриминација, како и за постоењето на законските решенија. Сето ова е со крајна цел да се подигне свесноста кај граѓаните за да почнат да ги бараат своите права, затоа што познато е дека во сите системи во светот, па и кај нас, постои дискриминација. Ова беше речено на работилницата во Кочани, што ја организираше Комисијата за заштита од дискриминација, а на која зборуваа нејзиниот претседател Душко Миновски и професорот доктор Јован Ананиев на тема јакнење на меѓуинституционалната соработка со јавните институции во нашата општина. Со соработка со ОПСЕ, за ова година имаме предвидено 6 работилници од типот да ја анимираме пред си локалната самоуправа, затоа што нели сите работи не се случуваат во Скопје, туку имате и во Делчево, и во Дебар, па и во Кочани, не секаде. Имаме за жал дискриминација и во тој контекст фактички самиот настав на темата е, на посетата е меѓуинституционална соработка и анимирање на институциите на локално ниво, како крајна цел да оние што партиципираат во јавната администрација, кои што работат, кои имаат допирни точки со граѓаните, со контактите, да предизвикаме кај нив пред се мали лични процеси на размислување, затоа што некогаш може и правиме дискриминација, да не сме ни свесни за тоа. На работилницата беше направен општ вовед за тоа што представува дискриминацијата, какви се задачите на Комисијата за антидискриминација, за видовите на директна и индиректна дискриминација и практични примери како тие се разрешени. За сега немало дискриминаторски случаи од Кочани што биле пријавени во Комисијата, но од подблискиот регион веќе имало јавување од граѓаните. Во регионот да, во регионот имало Виница и така натаму во селата имало, имам 236 представки. Од тие, во 10%, околу 20 сме утврдиле дека има дискриминација и токму заради тоа и сакаме да кажеме, знаете, во праксата, во секојдневното живење се среќаваме со повреда на одредени човекови права, на детски права, на права на жени, на возраст и така натаму. И ни викаме ние дискриминацијата е специфичен облик на повреда на човеково право и затоа сакаме да го доближиме тоа. Не секоја неправда е дискриминација. За разрешување на случаите на дискриминација се користат механизми за постапување, што најчесто представува соработка меѓу народниот правобранител, комисијата и судовите. Целта на работилницата во Кочани, рече Миновски, е да се шири позитивен концепт за антидискриминација во сите структури во општеството.